неговиот исклучителен придонес во македонската култура, наука, музејската дејност и меѓународната афирмација на македонското културно наследство. Во продолжение, како започеток ја поканувам директорката на музеј Теракота Виница, Сара Даневска-Ивановски, да ве поздрави и да ви се обрати. Повелете. Почитувани присутни, почитувани градоначалник на општина Виница господин Митко Костадиновски, почитувана пратеничка Даниела Христова, почитувани членови на Советот на општина Виница, ценети представници од дипломатскиот кор, културните и научните институции, почитувани членови на семејството Балабанови, представници од јавниот и општествениот живот и од заедниците, драги колеги, археолози, историчари на уметност и поддржувачи на културата и културното наследство. Драги пријатели и почитувачи на ликот и делото на доктор Коста Балабанов. Самото собирање за чествување на ликот и делото на доктор Коста Балабанов зборува дека кога човек ќе го пропатува овој наш минлив животен свет, зад него остануваат сеќавањата, духовната култура, биографијата и сведоштвата на времето во кое живеел и творел. Во случајот со ликот и делото на доктор Коста Балабанов, имав чест да го запознавам уште во детска возраст, а подосна неговото присуство во нашиот крај беше особено значено и интензивно преку археолошките истражувања и откривањето и афирмирањето на македонската култура пред светот. Нам ни останува да чуваме длабока почит кон неговото дело, кое представува силна инспирација и пат што треба понатаму да се надградува и продолжува од идните генерации. За харизмата на доктор Коста Балабанов значајно е да се спомене дека тој поседуваше особена дарба да обединува и да организира соработници, создавајќи креативни тимови и искрени професионални пријателства. Токму тие луѓе денес, преку своите сведоштва и спомени, говорат за неговата личност, за неговата енергија, визија и човечка големина. За нас како институција, особена чест е што денес преку овој собир можеме достоинствено да се предподсетиме на неговиот животен и професионален пат и да одадеме почит на еден голем македонски културен деец. Нека споменот за доктор Коста Балабанов остане трајно врежан во македонската култура и колективна меморија. И може би неслучајно е денешното чествување на ликот и делото на доктор Коста Балабанов се одвива токму на денот на светиот цар Константин и царица Елена, ден кога се одбележува и неговото име, што на овој собир му дава уште подлабока символика и значење. Ви благодарам. Ви благодариме и на вас. Сега го поканувам и Владо Урошевиќ, поет, романописец, раскажувач, есеист, книжевен и ликовен критичар и преведувач. Повелете. Почитуван градоначалнику на Виница, господине Костадиновски, почитувана директорке на музејот Теракота, госпожо Данилова Ивановски, драги членови на семејството на Коста Балабанов, драги пријатели. Го имав тоа задоволство да бидам пријател со Коста Балабанов. Го сметам тоа за особен подарок на судбината, што нашите животни патишта во еден миг се сретнале и што можев да другарувам со еден таков извонреден познавач на областите, кои уште од младоста имаа за мене голема привлечна моќ.
археологијата и историјата на уметност. Коста Балабанов беше од оној тип научници кои во решавањето на проблемите вклучуваат едно мощно и исцрпно, би рекол, енциклопедиско знаење, и кои поседуваат моќ на применување на компаративни аналогии и кои при тоа успеваат да ги спојат во еден извонреден амалгам студиозноста со интуицијата, ерудицијата со имагинацијата. Мислам дека таа склоност на Коста кон тајните, всушност, кон одгатнувањето на тајните во областа на археологијата, беше тој елемент кој не доближи. И археологијата секогаш беше таа поврзувачка нитка која не следеше двајцата во долги години на нашето пријателство. Коста беше постар од мене 5 години. Слушам како за една легендарна личност. Моите малку постари колеги и пријатели, писателите Димитар Солер, Матеја Матерски, Благоја Иванов, кои беа негови врсници, и со кои тој во времето на студиите се дружил, ми зборуваа за него секогаш со одушевување. Ми останаа во сеќавање тие нивни приказни. Во младите години Коста, откако се вработил во Централниот републички завод за заштита на културните споменици во ноември 1952 година, значи уште како студент на втора година на историја на уметноста, Коста го беше одбрал за својот работен кабинет најнеобичното, најромантичното и најфантастичното место во Скопје. Стражарската одаја над влезот во Куршумлијан. Ја знаете, сите се разбира, нели? Над сводот, над вратата, а над сводот е таа неверојатна одаја. По истекот на работното време, кај него, во таа мала просторија со зидови од голи тули, през кои вековите што изминала ја оставила својата благородна патина, се собирале неговите пријатели, сликари, историчари на уметност, писатели, и таму ги минувале вечерите. Знаете, во тие повоени, тешки и сиромашки години, кај нас во Скопје немало многу места каде што би можело да се седи на топло и уште во еден таков неверојатен амбиент. Во таа своја работна соба, среде древната градба полна промени и спомени од давнешните времиња, на едно мало ќумбе Коста варел вино според собствениот рецепт, со суви смокви, со суво грозје и со цимет. Им ги раскажувал на своите пријатели неверојатните, возбудливи, фасцинантни приказни за археолошките истражувања и наоди,
за тајните скриени под земјините слоеви, за неверојатните доживувања поврзани со нивното разгатнување.